Македонските граѓани пијат се помалку антибиотици. Ова го покажува извештајот од Фондот за здравство за изминатите 2 години. Од лековите кои што се на позитивната листа најмногу се купувале оние за кардиоваскуларни заболувања. Додека од условната листа зголемена е потрошувачката на онколошките лекови и лековите за болестите кај децата. Кај лековите кои што се употребуваат за оние кои што лежат во болница, намалена е потрошувачката од 30 на 15%. Во позитивната листа имаме вкупно издадени 27 милиони рецепти, што е зголемување од околу 8%, со буџет од околу 3,6 милиарди денари, кој е зголемено од околу 21%. Најзначајно учествува на лекови за срце и за крвта, за крвни садови. Тие учествуваат со над 1 милиарда денари во вкупно издадените рецепти. Фондот бележи раст на буџетот од 33% заради воведување на нови посовремени лекови. Ова се посебно скапи лекови кои се достапни за онколошки случаи, за ретки болести или за автоимуни болести. Меѓутоа имаме раз во сите категории, значи овие лекови се дистрибуираат во 14 установи од терцијното здравство, исклучок е болницата во Струга за дијализа. Овој раст на покриеност со лекови за овие здравствени проблеми овозможил покриеност на сите пациенти, а тоа значи дека нема повеќе листи на чекање за терапија. Инаку на 1 јули се проширува позитивната листа на лекови.